Изгорените објекти ќе бидат најбргу што може изградени, производните линии итно консолидирани, а сите вработени ќе ги задржат своите работни места, се огласија од компанијата по катастрофалниот пожар. МАК Прогрес останува посветен на своите вработени партнери и заедницата. Фабриката Венчини ќе ја обновиме, имаме кадар и знаење за тоа. И тоа пак во Виница, но потребно ни е време за тоа, време во кое ќе мораме да направиме план за консолидација на производните линии кои останаа во функција, а со крајна цел сите вработени кои физички ги изгубија своите работни позиции да ги прераспоредиме на други производни линии и да успееме да ги задржиме сите вработени на работа. Од компанијата им се заблагодаруваат на сите кои учествувале во гаснењето на пожарот и жалат за оние кои во најдобрата намера се здобиле со повреди. На сите сили кои учествуваа во справувањето и гаснењето на пожарот им упатуваме огромна благодарност за нивната храброст и пожртвуваност. Пожарот и после 27 часа од избунувањето е се уште активен на две места, со помал интензитет и според надлежните служби нема ризик за дополнително проширување. Благодарност до сите институции и пожарникари од повеќе градови, доброволни пожарникари, медицински екипи, полиција, Црвен крст, Стопанската комора, бизнис заедницата, локалните власти, доброволците, граѓаните и сите кои на било кој начин дадоа свој придонес и помош. Во последните денови ќе упатиме посебни благодарности до сите кои учествуваа во интервенцијата. Потенцираат од компанијата. Конкретна процена за висината на штетата нема, но во прашање се милионски суми. Стручни проценители од сите сфери проценка веќе прават, пошто ќе биде познато колку голема во пари била огнената стихија. Венчини е една од најголемите и најважните компании во државата, не само во кондиторскиот сектор, туку воопшто. Има 500 вработени, а годишно таа извезува производи во вредност од над 36 милиони евра и е најголем извозник на овие производи. Пласман има во 54 земји, а побарувачката постојано расне. Сега се зависи од тоа колку брзо штетите ќе бидат поправени.